Да се отвори срцето за хуманоста и да се поттикне желбата за помош од најрана возраст. Ова е замислата на наставничката Невенка Дончевска, која заедно со нејзиното трето 4 и родителите на децата од одделението ќе организираат хуманитарна акција на градскиот плоштад Гоце Делчев во сабота. Мотото на акцијата е Трето 4 го обединува градот и е прв настан во Струмица од ваков тип по земјотресот во Турција и Сирија. Најпрво, следејќи ја ситуацијата која што се случи во Турција и Сирија, како наставник почувствував потреба дека би требало нешто да направам, а сето тоа би било најдобро да го направам заедно со моите ученици. Мојата идеја ја споделив на моите родители, каде што беше навистина прифатена одлично. Така. И веќе овде почнавме да соработуваме најпрво со родителите. Како реагираат тие? Тие навистина ја прифатија идејата со големо, огромно задоволство. Почнавме да споделуваме своји идеи, мои, нивни, се прифаќа секакви мислења, за на крај да дојдеме до решение да направиме една голема хуманитарна акција во која што ќе се даде можност на секој граѓанин кој што чувствува дека има потреба, во кој што е развиено чувството на хуманост и солидарност и има потреба да помогне и да биде дел од оваа акција, да дојде во сабота. Дончевска вели дека им објасниле на децата за каква хуманитарна акција станува збор и дека тие се нетрпеливи да бидат дел од хуманитарниот настан. Вели, тоа е на некој начин потврда за она што се учи низ наставните единици, да се шири љубовта, да се подаде рака на оној што му е потребно. Според мене, од голема важност е учениците да бидат вклучени во вакви воннаставни активности. Значи, учениците стекнуваат многу знаење во училиштето, меѓутоа сепак треба да се излезе понекогаш од училницата и да се покаже што сме научиле, но не само да покажеме што сме научиле. Кога ќе излеземе надвор од училницата и ги прошируваме уште повеќе нашите знаења, кои стануваат многу потрајни, а значи се случуваат понекогаш некои ситуации кои што никој не ги посакува. Меѓутоа, иако се мали, не можеме тоа да го криеме ние од децата. Треба да бидат информирани, треба да бидат запознаени, треба да знаат. Меѓутоа, како го пренесуваме тоа, начинот на кој го пренесуваме тоа на децата треба да биде пренесено со големо внимание, затоа што станува збор, ќе кажам пак повторно, за многу чувствителни настани, за многу чувствителни теми, во кои што треба да внимаваме како тоа го пренесуваме и како ќе го примат тоа децата. Треба да се соочат децата уште од мали дека не е секој ден убав. Така. Дека се случуваат работи кои што не сме ни помислиле дека може да ни се случат. Меѓутоа, ние треба да бидеме подготвени, треба да бидеме спремни, треба да бидеме информирани и треба да знаеме дека ако во моменти пружиме помош на некого на кој што му е потребно, тогаш добиваме сигурност, а тоа го видов и кај учениците мои, дека ја добија една сигурност, дека можеби кога на нас ќе ни треба некоја помош, можеби и ние ќе дојдеме во ситуација која ќе ни треба помош, тогаш тие добија една сигурност, ќе има тука хумани луѓе, има кој да застане зад нас, ќе има кој да ни помогне, нема да останеме сами. Хуманитарниот настан логистички ќе го поддржи и Црвениот крст во општина Струмица, кој треба да ги подигне донираните производи и да ги достави до Скопје, од каде треба да се распоредат во настраданите подрачја.